И не случајно, ви благодарам за учеството во утринските стихови, не случајно ја избрав оваа 308 песна и поготово третата строфа, ќе ги прочитам стиховите од таа строфа, вели: плаши ли те темен облак грижи, кажи на спасот, кажи на спасот. За иднина кога ти се боиш, кажи му на спасот свој. Можно ли е да живееме живот без грижи? Господ не повикува на такво нешто. Ако тој тоа го вели, тогаш е можно. Сега прашање е на вера. Колку ние сме верни, колку ние веруваме на неговите зборови. Ќе видиме вечера, значи продолжуваме со нашето проучување во Лука 12 глава и ќе го читаме пасусот од 22 стих до 31. Значи нема човек кој што нема некој свој грижи или не се грижал некој за нешто. Грижата е едноставно секојдневие, но што во суштина е грижата, како што пеевме во песната? За иднина кога ти се боиш, тоа е грижата. Страв од иднината. Што ќе биде? Како ќе биде? Или како што ќе не поучат стиховите, што ќе јадеме утре, што ќе пиеме, ќе има ли, ќе нема ли, криза ли ќе биде, еве сите кажуваат економска криза и така натаму и така натаму. Но да читаме од 22 стих, 12 глава Лука. Уште им рече на своите ученици, значи повторно им се обрека на учениците, овде им вели: затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете, ниту за телото свое, што ќе облечете. Зашто душата е повеќе од храната, а телото од облеката. Погледнете ги гавраните, како ни сеат, ни жнијат, немаат ни скривалишта, ни житници, а Бог ги храни. Колку повеќе вредите од птиците? А кој од вас може, грижејки се, да му додаде еден лакот на својот раст? И така, ако не можете да го направите и ни најмалото, зошто се грижите за другото? Погледнете како растат лилијаните. Тие не се трудат и не предат, а јас ви велам дека ни Соломон во сета своја раскош не се облече како еден од нив. Ако Бог така ја облекува тревата во полето, што денес ја има, а утре ја фрлаат во печка, колку повеќе вас, маловерни. И така, не барајте што ќе јадете или што ќе пиете и не се вознемирувајте со грижи. Сето тоа го бараат народите на светот, а вашиот татко знае дека тоа ви е потребно. Туку барајте го неговото царство, а тоа што ќе јадете, што ќе се обликувате, што ќе пиете, тоа ќе ви се придодаде. Познат текст, сме зборували порано, меѓутоа зошто да не го освежиме сеќавањето на овие прекрасни стихови и овие поуки што Господ овде не ги дава, затоа што знаете, денес, како што кажав, нема човек да не се грижи и грижата навистина зависи сега каква, може и лесно да помине, меѓутоа некојаш може навистина да ве отепа буквално, значи да паднете во депресија, анкциозност, па некои завршуваат и со чашката алкохол, на дрога и така натаму. Грижата, значи, навистина може да има страшно дејство. Вели Елен Вајд во кратки цитати од Копнежот на вековите: грижата е слепа и не може да ја свати иднината. Како што рекоме, тоа е всушност и страф од иднината, од она што иде. И нормално не може да ја свати. Постојаната грижа ги исцрпува животните сили. Значи, кога е тоа константно, кога трае, кога се грижите за нешто и постојано тоа трае, навистина ги исцрпува животните сили. Исус овде не поучува, имате денеска многу учители и денес стручнаци, така да кажам, психолози и така натаму, кои што може би ќе поучат како да се справите, како да ги менаџирате грижите, меѓутоа, или тој стрес всушност што доаѓа од грижата, меѓутоа Исус овде директно упатува порака до учениците, тоа значи и до самите нас денес,
да како ги елиминираме грижите, да ги немаме воопшто. И ќе забележиме во целиот овој текст и од почетокот на 12 глава, се сеќавате, минатиот пат зборувавме за тоа да не се плашиме од луѓето. Значи, битни се две работи, страф од една страна, од друга страна фокус, зависи каде ни е фокусот, па од тоа зависи дали ќе имаме страф или не, страф од еднината, дали ќе имаме грижи. Значи, ако сме фокусирани на вечниот живот, на вечните добра, на небото, нема што да се плашиме од луѓето. Ако сме фокусирани на небесните ризници, нема што да се грижиме за овоземските богатства и така натаму. Да живееме, значи, треба за Бога, всушност тоа треба да биде нашиот живот, фокусирани на небото. Тоа често пати може да подразбира и некоја овоземска загуба овде на земјата, знаете, кога можеби не сте толку фокусирани, насочени на овоземскиот живот, тогаш нема ни толку да се трудите во тој правец, меѓутоа можеби нема да биде овозможено заради тоа што целиот свет е материалистички и едноставно заради тоа што нема да бидете прифатени како поинаков, тоа може да предизвика некоја загуба во вашиот живот, било финансиски или слично. Но можеме да живееме таков живот ако имаме целосна доверба во Бога. Тука е проблемот, затоа и вели во стикот овде мало верни. Значи, мала ни е верата, па затоа грижите се тука. Затоа што тој најдобро знае што ни е потребно за овој живот и тој се грижи за сето тоа, како што го видовме од текстот, меѓутоа сега ќе одиме подетално. Значи, буквално можеме да на почетокот да кажеме дека еден верник, еден вистински верник нема потреба за ништо да се грижи. Буквално за ништо. Зато што има кој се грижи. Еве, значи, да читаме пак од 22 до 24, сега, детално полека. Им вели на своите ученици, затоа ви велам, не грижите се за својата душа или за својот живот, што ќе јадете, ниту за телото свое, што ќе се облечете. Зашто душата е повеќе од храната, значи животот е повеќе од храната, а телото повеќе од облеката. И еве илустрацијата што ја дава на почетокот Исус, погледнете и гавраните. Како ни сеат, ни жнеат, немаат ни скривалишта, ни житници, а Бог ги храни. Ова некојаш го изумуваме на некој начин. И гавраните, и врапчињата, и што и да е, било какво живо суштество надвор, Бог го храни. Сега ние знаете, денеска науката се бави со тоа, со како се велеше, оној ланец на исхрана, па така натаму и така натаму. Не, стикот вели јасно, Бог ги храни и нив. Бог се грижи и за нив, па камо ли за нас. Значи, што сака да ни каже, што е јадење и облека? Тоа се основните екзистенционални потреби за човек, значи за физичкиот обстанок наш. Јадење и облека, обично тоа е, обично и на телевизија која кажуваат во последно време, нели, со сите овие поскапувања, па колку кошта таа потрошувачка кошница, што ја викаат, и тука се опфатени тие основни човекови потреби за физички обстанок. Дали ние би биле задоволни во животот, значи сега тука е да навлеземе во пуката што Исус ја дава, дали би биле задоволни во животот ако имаме доволно за јадење, за пиење, тука вклучува нормално да имаме, нели, кров над глава и облека. Дали тоа би не направило срекни? Најчесто една од причините зашто се грижиме не е заради тоа што ги немаме овие екзистенционални потреби, иако во Македонија и имате мноштво на свет кои што тешко ги обезбедуваат и овие потреби, туку највеќе се грижиме затоа што ние потребите ги мешаме со нашите желби. И тука настанува проблемот. Значи, Бог може да обезбеди се што ни е потребно за екзистенција. Затоа вели, што се грижите? За тоа што ќе јадете или за тоа што ќе облечете? Немате потреба да се грижите за тоа. Но, од друга страна, лукавиот е тој кој што не лаже и ни представува некаков поинаков живот и ни вели, не е доволно тоа. Не е доволно тоа за да бидеш среќен
ти ја исполнет живот и така натаму. Значи, јадење, пиење, куќа, да кажеме, стан, било што, и облека. Не е доволно тоа. Не. И погледнете само како во какви бои ни го представуваат животот, не знам, денеска пред се на ТВ екраните и така натаму. Во какви бои, значи, едноставно, не е доволно само тоа, треба да уживаш во животот. Треба да задоволиш многу други потреби. И, меѓутоа, токму наседнувајќи на ваквите лаги на лукавиот, луѓето се впуштаат во живот на алчност и тонат во алчност и сребролюбие, кои што се страшни зла на ова денешно време и затоа и гледаме свет, живееме во свет во кој што се повеќе и повеќе имате на една страна се повеќе и повеќе сиромаштија, а од друга страна се повеќе и повеќе милиардери. Евреите 13.5, интересен стих, видите што ни вели. Евреите, послание до Евреите 13 глава 5 стих, вели нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Бидете задоволни со она што го имате, ова е многу битно, бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Пазите, читаме овде едни од најмокните стихови во Библијата, подоцна ќе го прочитаме и стихот во Филипјаните 4.13, еден од моите омилени. Сеќавате на стихот Филипјаните 4.13? Филипјаните 4.13. Се можам преку Христа кој ми дава сила. Во кој контекст е кажан? Ќе видиме подоцна малку во кој контекст е кажан и тој стих. Значи, слушайте што вели овде Исус. Бидете значи, нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие. Клонете се од сребролюбието, од алчноста. Никогаш доста. Бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Јас сум тука, јас сум со тебе. Јас ти обезбедувам основни екзистенционални потреби. Нема потреба се грижи за тоа. Ке имаш за јадење, ке имаш за пиење, ке имаш за облекување. Тоа е едно огромно ветување, што го гледам и овде. Значи, Бог е тука со тебе, нема зошто да се грижиш. Прво послание до Тимотеј, да отвориме и таму, имаме исто мокни стихови, прво послание до Тимотеј, 6 глава, од 6 до 10 стих ќе читам овде. Прво послание до Тимотеј, 6 глава, од 6 до 10. Побожноста и е голема печелба, кога е здружена со чувството на задоволство. Повторно, биди задоволен со она што го имаш. Зашто ништо не донесовме на овој свет, ниту можеме да однесеме нешто. Една голема вистина, позната меѓу народот воопшто. 8 стих. А кога имаме храна и облека, да бидеме задоволни со тоа. Сличен стих, но нешто Исус го кажува. А оние кои сакаат да се богатат, значи, кои што имаат многу поголеми желби од ова, паѓаат во искушение, во стапица и во многу неразумни и штетни желби, што ги туркаат луѓето во пропаст и погибел. Никогаш крај на желбите. Ви кажав, значи, ние ги мешаме некојаш потребите со желбите. И затоа доаѓаат и грижите. 10 стих вели, зашто сребролюбието е корен на секакви зла, некои му се предадоа, се отстрани од верата и се прободија себе си со многу болки. Меѓу кои болки доаѓаат и од грижите, што видовме. И еве и Филипјаните, ќе читаме 4 глава, тука е сега оној стих што спомнав. Се може преку Христа кој ми дава сила, да видиме во кој контекст го кажува Павле. Филипјаните 4 глава од 10 до 13. Филипјаните 4, 10 до 13. Се зарадував многу во Господа, зашто сега најпосле ја оживеавте својата грижа за мене. Значи, Павле се зарадувал и вели, добро е, еве што се погриживте и за моите потреби. Вие инаку се грижевте, но немавте прилик. Еве сега имате прилика, сака да каже. Не го зборувам тоа заради скудност, заради тоа што немам, па сега ми треба. Зашто што? Научев да бидам задоволен со она во што сум.
Значи задоволен со она што го имам. И додава, знам да живеам и во скудност, знам и во изобилство. Научен сум на се и во се што, да бидам сит и да гладувам, да сум во изобилство и во скудност, и сега го додава стихот, се можам преку Христа кој ми дава сила. Да, Христос е тука. Христос обезбедува, Господ ветил дека ќе ги обезбеди основните екзистенционални потреби. Нема што да се грижиме повеќе од тоа. Човек да живее, да има што да облече, да седне со семејството, да има на масата што да јаде. Значи, да му бидеме благодарни на Бога, ако некојаш ни даде и повеќе од тоа, но треба да му бидеме благодарни ако ни даде и доволно за екзистенција и ништо повеќе од тоа. И нема потреба да се грижиме. Што да се грижиме? Затоа што комшијата има пубава кола од нас ли? Па ние сега како да дојдеме до парима да купиме ние пубава или не? Тоа се грижите, тоа се желбите. Тоа се желбите кои што може да доведат до пропаст, како што читавме во претходните стихови. Тоа е сребролюбието, тоа е алчноста. Еве и зошто треба да сме задоволни и да не се грижиме. Што нагласува во Лука 12:23? Значи да се вратиме Лука 12:23, од 23 стих. Зошто не треба да се грижиме? Зошто душата, односно животот е повеќе од храната. Од што се состои животот? Од храна? Само да јадеш и да пиеш? Да, има и такви луѓе. Има и такви луѓе кои што сметат дека животот е тоа. Јади, пи, уживај, весели се, да, утре ке умреш. Како беше она девиза, да. И телото е повеќе од облеката. Значи, Господ не повикува да ги подигнеме очите над овој минлив живот. Животот не е само јадење и пиење и облекување. Има животот и повисока цел. Господ не повикал за повисока цел. Тоа ли е смислот на животот? Да јадеш, да пиеш, да не знам што и на крајот толку ќе те снема. Зарем тоа не ни изедначува со животните? Исто и тие. Значи, се борат за да се прехранат, да јадат и тоа е. Значи, да екзистираат на некој начин. Значи, обичната екзистенција не прави ништо повеќе од животните, меѓутоа животот е многу повеќе од храната. Животот и телото е многу повеќе од облеката. Прашањата што се наметнуваат, што и мене на некој начин може би били почетните прашања кои што ме довеле до Бога. Зошто си овде? Зошто постоиш? Со која цел постоиш? Зарем само, како што велеше мајка ми, од лулка до дупка? Тоа ли е живот? Која е смислата на таквиот живот? Па што сме поинакви ние тогаш од животните, да. И еволуцијата, која што не учеа, ни ги полнеа главите од мали уште. Значи, Господ има цел, повисока цел од нашиот живот. Ја не можам да ги сватам луѓето кои што, да речеме, некои дури се откажуваат и како што живееме во едно такво време каде што се откажуваме од некои повисоки национални вредности нека се. Тоа се повисоки вредности, животни вредности. И тоа пак од причини што некој сака да проживее во овој живот и ќе продаде се друго. Што има повисока вредност и цел. А камо ли да не зборуваме за небесните вредности, за таа цел и намера која што има Господ со нас. Ние сме создадени во Божи лик. Не сме создадени само да живееме како животните овде, да го поминеме векот така. Еремија 29:11, оној познат стих, вели Еремија 29:11, ако запишува некој. Зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Која му е намерата на Господ? Замисли, вели, за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. И тоа каква иднина и каква надеж? Тоа ли е надежта, тоа ли е иднината? Ќе проживееш 50, 70, 80, ако си од посилните, овој свет и ќе те снема и толку. И, пошто така може би ти се наместиле коцкичките,
ќе живееш онака баш исполнет живот, како што некои сметат под наводници, со јадење, со пиење, по, не знам, ќе пробаш, што никој ништо не, мислам, никогаш не пробал, или Соломон, секојаш ми доаѓа, кога зборам за такви теми, ми доаѓа Соломон на памет, си велам, човекот немало што не пробал, немало што не видел во животот, па на крајот заклучил сето тоа е суета. Не е тоа поентата на животот. И храната и облеката се многу повеќе, односно телото и душата, животот се многу повеќе од облеката и од храната. И сега, тие повисоки вредности, таа цел што Господ ја има со нас, каква врска има со грижите. Значи, да размислиме малку. Ако Бог има поголема цел за нас од самото јадење и облекување, односно да не одржи во живот, нели? Тие екзистенцијални потреби, зарем тогаш нема да не одржи во живот, за да ја исполни таа повисока цел со нас. Што е проблемот за него да не одржи во живот? За да не спаси, за да не види покрај себе во небесното царство. Затоа се тие ветувања, затоа вели, барајте го најнапред Божјето царство, како што вели во Матеј 6:33, а сличен е стихот на тој и 31 од 12 глава Лука. Туку барете го неговото царство, а тоа ќе ви се придодаде, па тоа се подразбира, тоа Господ го знае, дека ви е потребно за екзистенција. И илустрацијата е многу интересна. Ако претходно читавме, ако се сеќавате кога читавме за тоа дека не треба да се плашиме од луѓето, имаше илустрација со зарем не се продаваат две врапчиња за еден асари, како беше. Ама вие сте многу повредни од нив. Значи, Исус тамо користи илустрација со врапчиња, кои што тогаш, јас спомнав и од времето на Југославија, тамо во нашиот крај, мислам дека покрај Божик така највеќе се правеше тоа, ловеа врапчиња, па нели ги печеа, што им правеа тамо и ги јадеа. Меѓутоа, овде илустрацијата е со гаврани. Гаврани кои што спајаат во нечиста храна, значи уште по-безвредно, ајде врапчето нешто ќе искористиш од него, ете се јаделе, не знам што. Ама гавранот уште по нешто безвредно, некоја небитна птица, да кажам. Меѓутоа тие нити сеат, нити жнеат, немаат ни скривалишта, ни житници, а многу битно, а Бог ги храни и тие кои што ги сметаме за безвредни. Па вас ли нема да ве нахрани? За вас ли нема да има јадење и пиење и облека и сето оно што е потребно за екзистенција? Колку вие повеќе вредите од птиците, додава во стихот. Значи, Бог се грижи за птиците кои што не вредат ништо. Напротив, дури се онака гавран кој ќе видите малку и мене ми иритираат некои такви птици кои што се, не знам, па нити личат убаво, нити... Меѓутоа сум забележал дека се доста паметни. Не знам дали сте виделе, дали тоа се гаврани или чавки, која е разликата меѓу нив, не знам баш многу, ама сум гледал тука на времето од станот, од прозорот, гавран, мислам дека беше, се качи горе на жицата, да, каблите нешто се телефонски, кои знае какви да се, и имаше во клонот оревче некој. И се качи намерно на високо и го пушти долу, за да се скрши нели, од ударот на асфалтот и се сипна после да... Неверојатно. Сум гледал и во паркот исто гаврани, како некој фрлен чипс тамо, и они зимаат од чипсот и го буткаат под лисијата, веројатно си го оставаат за подоцна, да им се најде. Интересно. Да, ете, Господ пак ги обдарил со некој инстинкт. Но многу повеќе ние вредиме од тие гаврани, од тие птици. Зарем Бог нас нема да не нахрани? И една работа мора да сватиме од овие стихови, да не погрешно сватиме всушност. Овде Исус не учи дека не треба ништо да работиме, значи да чекаме од небо да ни падне, значи. Не мисли на тоа, па да не се секираме, значи ќе скрстиме раце и нозе и Господ ќе ни даде дека имаме и за јадење и за пиење. Не мисли на тоа, не мисли да бидеме пасивни, незаинтересирани, да не планираме воопшто во животот, да немаме никакви планови, не.
Поентата е кому му веруваме и како да ги поставиме приоритетите во живот. Тоа е пулката овде. И сега од 25 стих. А кој од вас може, грижејќи се, да му додаде еден лакот на својот раст? И така, ако не можете да го направите ни најмалото, зошто се грижите за другото? Погледнете како растат лилјаните, значи сега уште една илустрација. Тие не се трудат и не предат, а јас ви велам дека ни Соломо во сета своја раскош не се облече како еден од нив. Ако Бог така ја облекува тревата во полето, што денес ја има, а утре ја фрлаат во печка, повторно нешто безверно, нешто со краток рок на трајање, колку повеќе вас маловерни. Значи, прво спомнавме, Бог се грижи за нас, оти има повисока цел за нас. Овде сега ќе спомнеме втор момент. Бог е оној кој што има контрола на нашиот живот. Тој е суверен. Не сме ние суверени на нашиот живот. Немаме ние контрола на нашиот живот. Тоа треба да го заборавиме, ако може би сметаме дека е така. Колку можат вашите грижи да го променат вашиот живот, што вели стихот? 25-тиот. А кој од вас може, грижејќи се, да му додаде еден лакот на својот раст? Факт е, ова мора да го потврдиме, дека со грижите ништо не може да постигнеме. Значи, и еве, ако не станува збор само овде, да речеме дека е во прашање продолжување на нашиот живот. Со грижите само може да си го скусите животот, сигурно нема да го продолжите. Затоа што тие, како што прочитавме, ги трошат животните сили, ви ја црпат енергијата. И интересно е, а во овој контекст ако гледаме, денес живееме во свет кој што е обседнат со желбата да човек си го продолжи животот, што е можно повеќе да живее и да изгледа помладо. Тоа е, веќе луѓето се обседнати со такво нешто. И ти имате цела индустрија, односно цела медицинска гранка, која што пари паѓаат тамо, значи најтешки пари на овие пластична хирургија и така натаму. Луѓето сакаат да гледаат, да изгледаат помладо, да живеат подолго. Пари фрлаат, што секе нема да направат за да живеат подолго, да изгледаат помладо. Ама можеме ли? Ова е толку безсмислено навистина. Ние еден лакот вика не можете да додадете. Можеме ли ние да додадеме некој ден? Значи, не можеме да кажеме, точно е дека Господ ни дал, нели, здравствени совети, како да се храниме за да, живееме поздраво. Меѓутоа, сето тоа е во негови раце. Над животот, над нашиот живот, тој ја има контролата, не ние. И што вели 26 стих, така ако не можете да го направите ни најмалото, значи тоа е најмало нешто што можете, меѓутоа и тоа не можете, зашто тогаш се грижите за останатото, за другото. Еве го стикот кој што кажува на тоа дека ние немаме никаква контрола на нашиот живот. Господ е тој кој што има контролата и треба да му ја предадеме. Да не живееме во илузија дека ние самите имаме контрола на нашиот живот. Мора да имаме, она што останува до нас е да имаме вера во оној кој што има контролата. И интересно е, баш поради таа лекција што можеме ние тешко некоја ќе учиме во живот, дека, знаете, човекот е таков, воопшто сака да има контрола над нештата, па и над својот живот секако, Господ некојаш ќе не стави во ќош, значи ќе не доведе во една таква ситуација животна, да тотално не се промени животот, за да сватиме дека ние немаме контролата на нашиот живот. Бог е тој кој што има контрола. Мене ми е свежо искуството со татко ми, значи, јас на почетокот сметав дека треба да имам контрола, дека имам контрола и така натаму, се доека потоа не предадов се во Божи раци и се смирив, тоа се смирив и реков, Господе, се е во Твои раци. Како ќе биде, што ќе биде. И, верувам дека се заврши се по Божја волја, за добро на сите. И, тоа ми беше последна лекција, може би во животот, иако сме имали порано, дека Господ ја има контрола над животот. Контролата над животот. И тоа е оној кој што
И го дава животот и го зема, кога тој смета дека треба да го зема. Не можеме ние да имаме контрола над собствениот, па камоли над туѓиот живот. И ако цвеќето и тревата Бог ги облекува, замисли си, цвеќето и тревата воопшто не размислуваат тоа, они немаат разум. Ајде да го прашаме сега цвеќето надвор, зашто мисли, дали се грижи за нешто, дали како ќе изгледа, што ќе изгледа, не. Но и тие, и со тој краток животен век, еве со тревата, вели, еден ден ја има, другиот ден ја фрлаат во печка тамо, да ја изгорат. И за такви ситни работи и небитни, ти кажеме, Господ се грижи. Кога стана збор за облекувањето, овде Господ ги облекува. Ни Соломон не може да се пофали, вели, во целиот свој раскош во кој што живеел, дека бил нешто подобро облечен. Значи, тоа е тоа. И трета работа, зошто не треба да се грижиме, затоа што Бог не љуби, затоа не треба да се грижиме. Ние сме му толку битни на Него. Што вели понатаму од 29 до 31 стих, значи тој е последниот дел, и тука полека ќе привршиме. И така, не барајте што ќе јадете и што ќе пиете, и не се вознемирувајте со грижи заради тоа, е повторно, уште еднаш повторува Исус. И вели 30 стих, сето тоа го бараат народите на светот, паганите. А вашиот татко знае дека тоа ви е потребно. Туку барајте го неговото царство, а тоа ќе ви се придодаде. Што сака да каже Бог? Бог вели овде, кога вели тоа го бараат и народите. Значи, кога се грижиме за тоа што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе се облечеме, значи тие основни екзистенционални работи, ние всушност личиме на паганите. Како да не постои Бог. Како да Бог не може да ни обезбеди. Кога еве од сите овие стихови гледаме дека воопшто не треба ни да мислиме на тие работи. Господ се обезбедил и ќе ни обезбеди. Еве примерна илустрација да земеме со некое дете 4-5 години, значи мало дете кој што е тотално зависно од своите родители. Да речеме дека има некоја потреба која што не му е задоволена. Може да имате три опции само во таа ситуација. Или родителите не знаат за таа негова потреба, тоа е првата опција. Втората, може би ја знаат за неговата потреба, меѓутоа не се во можност да му ја обезбедат, да му ја овозможат потребата, да му ја исполнат. И третата работа е на родителите да име гајле воопшто за потребата на нивното дете. Сега, можеме ли негде Бог да го сместиме во ова? Нашиот Бог, небесен Бог, дали може би не знае за нашите потреби, тоа збориме за екзистенционалните основни, невозможно е да не знае, се знајниот Бог. Дали може би не е во можност да ни ги исполни потребите? Че не збориме за желбите, пак ќе кажам, тука треба да разграничиме. Или пак не му е гајле, тоа не е нашиот Бог. Значи, ние сме толку многу зависни од Него, затоа што се е Негово, меѓутоа и мора да имаме и целосна доверба во Него. Верата е во прашање, дека се ќе ни обезбеди. Тој е и мокен, на Него му е и гајле, и текако гајле, и тој може и сака да ни ги исполни потребите и ќе ни ги исполни. И оној стих со кој што завршивме 31-иот, кој што е сличен на Матеј 6:33, туку барајте го неговото царство. А тоа, значи тие работи, што јадете, што да пиете, што да облечете, ќе ви се придодадат. Тоа се подразбира. Значи, барате ги духовните нешта, а за тие физички потреби, екзистенционални, не се секирајте. Многу убава формула, која што често пати знаеме да ја превртиме наопако. Значи, 6 дена работи, да, Господ вели дека треба да бидеме вредни, ама ние толку многу ќе се внесеме во работата и во обезбедувањето на средства за тие екзистенционални потреби, се надевам, што духовните нешта се некаде по страна. Второстепени. Не. Барете го најнапред Божјето царство, духовните нешта, а за телесните не си ни грижете. Јас сум ги веќе обезбедил. Замислите си колку некојаш вложуваме труд, значи, за да обезбедиме средства, нели, за таа наша екзистенција, што замислите си само да целата таа енергија што ја внесуваме во тоа да ја искористиме, да ја насочиме за наше духовно добро.
како би било, какви промени би се случиле и во нашиот личен живот, во животот на црквата и така натаму и така натаму. Значи, прашањето е дали ние го познаваме воопшто Бога. На крајот можеме да кажеме, ако се грижиме, ако се оптоваруваме со грижи, што ќе јадеме, што ќе пиеме и така натаму. Не подразбира тоа кога најдете дома, ќе речете, и добро сега што ќе јадеме денес? Имате вие дома што јадете, ама сакате да знаете што ќе ви изготват, што ќе јадете, не во таа смисла. А имате во изобилие, доволно, фала му на Бога. Како вели тамо стихот во пословици, или каде беше, или псалмите, дека не видов праведник да проси за леп. Значи, ете, уште една потврда дека Господ ги задоволува тие основни екзистенционални потреби во облекување, во јадење и така натаму. Значи, не треба да се грижиме за ништо како верници. Ако ја знаеме неговата цел за нас, а знаеме каква цел, возвишена цел за нас има Бог, ако знаеме дека тој има контрола на нашиот живот и ако знаеме дека тој не сака, тогаш нема потреба да се грижиме за ништо од ова. Дали го познаваме Бога и дали му веруваме, тоа е прашање за секого од нас. Ако е така, ако го познаваме, како што треба да го познаваме, ако му веруваме, тогаш ќе живееме еден безгрижен живот и ќе бидеме задоволни во тоа во што сме, како што Павле ни порача на неколку пати. Затоа што христијанинот треба да биде радосен и среќен и да има исполнет живот. Доволно тоа ако неговите екзистенционални потреби се покриени, а тоа Господ го ветил. Така да, нека му е слава на Господа, да ги отргнеме сите своји грижи, да му ги предадеме нему, да не се секираме и да не се тревожиме, да ни е страв од иднината, како што пеевме во песната, затоа што еве, тука ми доаѓа во мислите и оној цитат од Елен Вајт, нема што ние да се плашиме од иднината, освен ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Да се сетиме во некои такви моменти, ако ни доаѓа такво некое искушение, ако сме во таква некоја екзистенционална криза, да кажеме, потреби, имаме економска криза, не зафатила би било што, да се сетиме како тоа Бог не извел и не водел во минатото во некои такви слични ситуации. Да се сетиме на тие наши искуства, да се сетиме дека имаме Бог кој што е семоќен, кој што се грижи за нас и кој што ни обезбедува се. Само ако ние прво го побараме Него, ако ние Он прв на прво место, тоа што останатото нема што да се грижиме. Нека му е слава Нему. Амин.